Целта на овој ликовен хепенинг беше следна. Децата кои што работат во ликовното студио под раководство на нивната наставничка Виолета Каркалашева во Основното училиште Гоце Делчев, дојдоа да работат на наша покана, се разбира, Домот за деца и млади беше организатор на тој ликовен хепенинг во просторот на околу манастирот во Велјуса, се разбира со дозвола на одговорните лица, бидејќи манастирот е отворен и достапен за сите кои што сакаат да уживаат во неговите убавини. Имавме можност истовремено да се дружиме со децата, да работиме со нив и да се создадат повеќе ликовни творби, кои што ликовни творби ја отсликуваат всушност перцепцијата која што децата ја добиваат со самото присуство на овој простор, при гледањето на манастирот и чувството кој што го имаат од веќе виденото. Таму се создадоа околу 10 дела, бидејќи водевме сметка за протоколите за пандемијата која што моментално трае и не знаеме до кога ќе трае. Обично работиме со поголем број на ученици, меѓутоа овој пат, како и сите активности како што ги имаме, водиме сметка за протоколите кои што се пропишани од здравствената организација заради заштита на децата, со кои што ние впрочем и постојано работиме. Тие ликовни творби кои што беа создадени на ликовниот хепенинг ги изложивме денес во галеријата во домот на Арама, каде што е сместен Домот за деца и млади, а наши гости беа децата или учениците од 4-то одделение од Општинското основно училиште Видое Подгорец под раководство на нивната наставничка Емилија Трајкова, кои што беа со цел да одржат на еден вид поинаков час по ликовно образование и да, освен што ја посетија изложбата, да научат што е ликовен простор, галерија, како се цртани и создавани ликовните творби, со каков материјал е работено, на што е работено, а целта на тоа беше на ова отварање на изложба еден вид едукативен час, да се поттикнат за да земат учество во активностите кои што Домот за деца и млади ги реализира во текот на годината, веќе следен настан на кој што можат овие деца исто така да земат нашите денешни гости учество е детската недела и нова година. По повод распишуваме и ликовни и литературни конкурси и ги испраќаме до општинските училишта, каде што можат да земат учество и учениците од 1 до 6 и учениците од 6 до 9 одделение. Работиме во групи, се разбира, заради возраста. Денеска, освен што ја разгледаа изложбата, имаа да постават голем број на прашања кои што ги интересираше за тоа што, како се работи, како се создавани делата.